Нема винце, нема ништо. После долги 8 денови им велиме добро вечер, добар ден на гледачите. Драгите гледачи, ги оставивме малце на почек, ама Не да ги оставивме. ние може да се правдаме дека имаме причини зашто и како и дека заузети сме фул. Не сме заузети, не живееме. не сме Спијам и правам видеа само цело тоа. време тоа е, тоа па тоа. Еве само што го аплодиравме видеото, али на огромно барање на гледачите, еве сме. Да. Да кажеме по нешто за секоја серија, еве почнуваме with a bang, Miami, upset. Вчера Мајами, какво газење. Какво газење неочекувано. 23 тројки на 54% шут. На 43 обиди, 23 погодени, плейоф рекорд на Miami Heat као франшиза. Не промашија буквално и у прво полувреме и кога мислевме дека и у второ ќе паднат, продолжи и у второ да газат. Неверојатна шутерска партија. Обично и у видеото тоа кажуваме последно што оставивме на Хитчек, дека екипите што ќе почнат јако Па не, ако прво си... полувреме, Да. обично дека ќе падне... Ако си аутсайдер, само тоа ти е шансата да си испукаш и да набилдаш 20 разлика, па да. полека која ќе те стига, да има од каде те стига. Да. А Мајами си испукаа јако у прво полувреме и губеа 3 разлика. И продолжија. И тука викам ќе ги избушат второ полувреме. Бостон ќе ги избуши. Они второ полувреме. Овие уште појако Мајами. И констатираме сега дека нема шанси до финале да стигнат Бостон. Тейтум пак чолк во четврта четвртина не се појави и одма им даваат самите им даваат шанса на сите за нив, да речам, хейтери, али тоа не е хейт кога нешто е реално и се дешава секоја година, да зборат и да коментираат негативно и да сумљаат уште повеќе у Бостон. Самите Сумљаш им даваат, па сумљам, брат. Дека до финале ќе стигнат во Истоков? Сумљам. Случајно некако Джими Бакетс ако се врати за утакмица 2, ја не знам, брат, што е ова, дури смешно е веќе, брат. Мајами е знаеш како у мало сигурно си имал некој од кој ти било страф, онака некој поголем батко, што кој ќе го видиш вака на улица, бегаш од другата страна на тротоарот вака, страф ми од овој. Мајами им го имаат стравот на Бостон, ама разбираш? добро, тоа се знаеше, цел Исток го имаа стравот на Бостон, на Мајами. Абе, ја мислам Цел дека Исток било која не ќе да друга се екипа, падна. било која друга екипа дека ќе ја демонтираат од Истокот. Ама некако на Мајами Значи, ова е вие. финалето на Истокот, уствари. Па ова ти е Истокот на западот, Лейкерс Денвер, ова ти е на Истокот, Мајами Бостон, човече. Онака без Батлер, без Розиер. Да, бе, стварно и без Розиер. Буквално Хайсмит дава тројки таму по кузне колку хакес. Значи, стално ќе биде за Тейтом и Браун наративот. Оваа утакмица го немаше Порзингис, брат. Порзингис не беше Тој фактор, што го за тоа немаше, беше да. вака како што беше. Него ич го немаш. Тоа е работата. Што знам за Пингус е овие, 1 од 9. за овие двајца толку што ги следат тие причи, што знам, нешто е Ама заслужено, секојаш кога ќе нешто. изгуби Бостон, прво они ќе бидат мета. Па после тоа Порзингис ќе биде трета мета. Прво ќе се бара вината во овие двајца. Точно. Добро, у секој случај јас што знам, не знам колку пати може екипа да отиде 50% на 23 тројки, ти мислиш дека може? Абе, можда нема да го повторат овој efficiency као оваа утакмица, ама они Ма не знам која има шанса многу до убава тогаш. тимска кошарка играат, брат. Многу кликаат, многу се на Па ете, ниво секојаш. видеото што го направивме, Поло, тоа им го дозволија, Бостон им го дозволува. Да. Ја Бостон тука мора да сменат дефанзивната ќе стратегија. има тие, како ги викаат, adjustments, они најакиот збор секој плейоф, само Да. се збори adjustments ќе направиме направиме. adjustments. Прилагодувања, еве за македонците тука во оваа заедница. И ние меѓу нив. Да, и поздрав и до диаспората исто. Да, доста не гледаат од диаспората. И што ми беше муабетот, Дека за adjustmentот, за приспособување. Бостон ако се приспособи. Па не, брат, непотребно на блок се иде со бркање со истиот човек. Не превзимаат. Не превземаат. Бостон ја има
као долгата петорка вака да се расшират, мислам дека цел периметар го фаќаат, буквално. не сака да се превзимаат. Не, сами си пукаат во колено, ја мислам. И мислам дека ќе се смени тактиката од Game 3 па натаму. Ќе речев дека у Мајами атмосферата ќе рока, ама у Мајами стално прва четвртина е празно таму. Да бе. Мизерна арена. Секојаш. Да. И се вадат дека многу бил хаос со бракеот. Апсолутно не име гале ни за кошарка, ни за ништо. Најверојатно тоа е. На плажа се сите. На плажа, да. Дур се соберат пешкирите. Да. Добро, ајде идеме сега на твое огромно задоволство. Лука ги згази у Game 2. Епа, ете, тоа што велиме дека нема да се повтори кај Мајами, не се повтори ни кај Клиперс. Они шутира у првата утакмица за 3-50%, Клиперс има 18 тројки. Оваа секна шутот, почна мизерно, Харден поготово што изгази у првата, го немаше нигде шутерски, беше 0 од 5 прво полувреме. Пеге тенко. Пеге, да, и он тенко, ама он ги држеше. Кавај се врати, у прво полувреме него исто нигде го немаше. Баркли тоа вика, нив ги извади, вика малце од колосек што се Кавај се врати, Кавај. се играчи што играат слободно, вика што можеа да си фрлат тројка, да дадат тројка, играат така. Кул игра, сега некако мора да му ја даеме на Кавај, знаеш. Кавај беше некој 7 од 17, што не е ужасна партија, ама ете, за на него мора да што иде важи топка. као high efficiency играч. Па да, ма ете, пак некој процент кој ќе извадиш не е прелошо. Не е прелош, не е Сваќа. прелош. Он беше пата со Ама- Лука, пример, за кој викаме дека имал Monster Game. Да. На оваа он исто беше 42-3% од поле, Лука. Али, пример, клучни Во тројки. текот на играта, тоа викам што мора ете на него да му ја дадат, да го најдат Кавај, онда ја пипне топката, можда да влијаело тоа. Сега како ти се гледава како се носат? Лука имаше манстер. Така во кога требаше, Кога треба погоди. погоди и Погоди ја и тоа што го кажав, веројатно не го кажавме го кажавме и у епизода. Дека епизодневи играчи, као пример PJ Washington, многу слаба партија првата, втората 4 од 6, ако не се лажам, за 3, 18 поена, се појави, изигра тоа што треба он да го даде, својот придонес, и Макси Клебер, пример, не се плашеше да шутне тројка, у првата такмица него ни гледаше кошот, се вртеше да ја додаде, сега се осоколи. Го видели моментот со И Лука погоди. во првата Да, утакмица во кога му се првата. издра, кога се изнервира, а сега у втората клучен скок фаќа Клиба на крај, да. и овој му доаѓа, ајде да Епа. пукне, ајде браво. Епа ја научил лекцијата дека треба малце Лука лидерски. мушки да игра, Лука ги строи таму. Балканското им се дере кога ќе сгрешат. Да. Овие коментатори ви ги слушаме, не може Лука така ти да бидеш, ти си лидер, не треба со ладна глава малце А он се играчите. дереше, Кајри се дереше на клупа, Да, на Вашингтон. Game 1 беше многу лоша. Да. Многу лоша. Направија пуш они лед на утакмицата на првата, ама еве се резултираше тоа втората. Добро, како ти И се... сега сам уверен во Далас. Мислам, уверен сум во Далас, дека дома ќе си ги одбранат она што се вика home court, ќе одбранат домашната тврдина и рачунам дека остануваме на тоа дека Далас у 7 киде. Според Епа, мене. ако си го одбранат home court-от 3-1 би Не било. ќе биде тешко. Ја ќе речев ваму ќе тоа, земат на после мене ми е- Клиперс. Гледам дека долга серија ќе биде, ама пак сум на Далас дека ќе тепа. Ја исто и у Далас гледам 1-1. Оваа серија ми е некако така тешка. И кнап, на крај исто како тебе, 7 секако, викам. да, очекуваме секако Кавај баунсбек да направи од оваа, да има јака партија во Далас. За такви играчи не е битно кај играат, дали дома или у гости. Ме занима Далас колку беа дома во сезона, затоа што атмосферата им е многу јака. Кога ќе тргнат у некоја 9-2 серија, 11-1 серија, нешто Да. такво, многу е јако. Чекај да видам, дома се 25-16. Абе, И у гости се 25-16. пред 2 години нивната екипата. серија, знаеме дека првите 3 ги доби гостинската, уствари сите 6 во седмата се одлучи во Клиперс. Да, Првите 6 ги доби гостинската екипа точно, пред 2 години. точно. Така да го знаеш моето мислење дека
Која е една утакмица упрашање, ја би играл на гостински терен, да сум играч. За тоа. Не знам зашто би играл ти вака. Па некако, ја мислам дека на играчите домашниот терен им ствара повеќе притисок него ли гостинскиот терен. Као играч, поише добиваш оган и желба да им докажеш спротивно на гледачиве што навиваат против тебе. Ова е интересно. Инат може поише да те фати на гостински терен. Шо знам, јас сум пат бев играч, сакам со публиката да направиме мини серија, они бараат тајм-аут и јас се вртам на кај публиката, сваѓаш. Мене тоа ме храни, да речам. Добро. Добро, кога сме кај Балканското го спомна, прокоментирај ми го на кратко. Брат му на Јокич, да се преселиме и на таа серија. Шо да се коментира? Ја искоментирав од слободни фрлања на кирилица, на NBA, на Инстаграм профилот на Бличер, мислам дека. Да им даеме само мало интро на драгите гледачи, затоа што нема да има едиц тука. Да, нема на брзинка да ја снимаме. Ја пуштаме одма. Ја пуштаме одма и нема да ставаме клипови. Брат му на Јокич, посем втората утакмица. За време на втората? Или за време? Мислам дека е за време уште. Мислам дека е на крајот. На крајот на втората е. Да. Што патемете, Денвер на крај си ја добиваат и се тоа. Брат му ничим изазван, зима и се тепа со фан на Лейкерс вајда. Не се тепа, го пуни. Како у МЗТ што рипавме преку на градски стадион што се рипа преку столчиња, овој у NBA арена рипа преку 3 столчиња и му мава еден бокс директ вака у нос на тој маријачито и тој останува свесен вака, не паѓа. Значи ја од таков, тој грамада е, тој страхиња на Јокич брат му, е поголем од Јокич. Да. И каков бокс му здрвува, тој изгледа цивнат нешто пиел предходно на Лейкерс фанот. Сигурно е на Лейкерс фан. На допинг е. Сигурно е фан на Лейкерс брат, пошто ја мислам ради реда дека овој му се симнал пошто навијал типов за Лейкерс. Ја мислам дека е тоа после некој кош на Лейкерс и овој се запалил тука и овој си вика кој си бе ти да најаваш за Лейкерс у моја арена и му мава бокс. Тука со него жената и керкичката на Јокич се бруки. Му прави брука на него брат, му прави брука на него што го сматраат за икона у Денвер, да му е незгодно на Никола онака сега. Отворете си на YouTube Јокич брадер, го имаше, Јокич брадер, нешто ќе го селјачиште најдете. Тешко брат, со ланци вака. Смири се, окей. Не можам да се свикава. Добро, 2-0 отиде оваа, ама ја Лейкерс многу добро се покажа. Секако ќе видиш се покажа многу добро и лани, ама ама сите се тесни брат. Шала на страна и во ланската серија видов податок дека нема над 8 разлика од тие 4-0. Така да? И оваа сега исто. Првата беше тесна, вторава ептен тесна. Знаеш ли мене што гледам една ствар разлика од Лейкерс и од Денвер? Кога е тесно на крај, у Денвер сите даваат кош. Дава Портер, дава Јокич, дава Мареј, дава KCP, дава Гордон. Значи, Гордон не е некој клач, ама се игра акцијата, ети и на крај се фрла лопија дава. Ваму е Леброн, ја масира, ја тапка, или он ќе го земе шутот, или ќе влезе, па ќе ја извади, па мора да ја решава некој на крај на напад или нешто. Немаше кој да се појави освен Леброн на прошлата. Сам 12 поена у четврта, други е Тивки. Ама ја ти имав кажано брат, мене тоа не ми се свиѓа што мислиш е сведена таква игра. Да. Сведена е таква играта, Леброн да ја земе и кик-аут да направи на некој. Нема ритам кај никој играч. Нема. Дило, овој Ривс, нема ритам, не ја зима да играта во едноставно клач. Ја чекаме и сега да ја фрлиме. И тоа што највеќе ме нервира кај Lakers Nation се базира кој како изиграл по тоа колку тројки ќе дае. Да. Еве, Дило не дал тројки, многу лошо. Наредната партија супер. Шо беше разликата, само влезе топката. Иначе исто он чека и ја фрла. Ни крив ни дужен го јадеше цел хејт у првата утакмица, се у втората што викаш ете добар име. Нема се везе. Смени за 48 сата се препороди човек. Солиден си е, тоа си го игра цела сезона. Ама тоа што викаш Денвер имаат кај да отидат у четврта четвртина, која е најбитно. Се уште никој не може да најде одбрана на таа игра на Денвер. Ама дозволено има на сите да играат, брат. Им се дава слобода на сите да играат. Да. Кај Лейкерс се претвара Леброн, AD и спотап
Шоиди или немаше 0 од 1 беше Патем у четврта четвртина. Да, во втора. 0 од 1 брат. Да. Ти да си он беше 14 од 15, мислам дека на полувреме или на до трета докај што го дал задниот кош, беше 14 од 15. Тачно. И ти да си 90% од поле и да не земеш шут, еден шут да земеш само четврта. Па јебем ти стратегија, не можеш така да ти. Да. А добро, а во Лейкерс сега кога се сели серијата, како ти се гледа онака? Па нема, мора да земе, Game 3 е клучната. Ако не ја земат Game 3, папала маца, тоа е. Али мора да земат Game 3. Све ми укажува на тоа дека ќе ја добијат Game 3. Две тесни од Денвер, играат сите окей. Дило пиша на Дискордот негов таму дека ја зијаме Game 3. Така да, let's go. Ајде бе. Ајде, еве ќе гледам. Вечер се, така? Вечер. Може да се изгледа. Продолжуваме со неспиење. Продолжуваме да видиме дали ќе ми се примочи и вечер. Тесничката ја слушнавте таму. Тоа е на слободни фрлање. Јас се оградувам од тие излагања. Тоа се стихотворби што не ми даваат да заспиам после таква утакмица у 7 са бајле. Добро, Никле голем лиричар е. Да. Ги има рап траките, а еве сега и баладите во него. Добро, ова беше рап текст испеан на една на матрица на балада. рок легендарна балада. Добро, ајде дај ми патем Денвер, што и да бидне ќе се намачат. Патот знаеш кој им е, брат? Прво се со нив, па се со Минесота или Феникс. И кој да им се падне ќе се мачат? Кој да им се падне ќе биде хаотично? Не знам. Не, па западот е цела сезона е хаос, тоа е. И на крај ќе биде Клиперс, Далас или OKC. Да, и таа ќе биде лудница. Тежок пат, баш Денвер ако успеат од ова све да искочат живи од западот, ќе им биде верификуван. Еве за Бостон да се надоврземе, ако стигнат у финале со Денвер, ја апсолутно Денвер ги бирам против Бостон. Дале која ни е? Ајде да видиме што имаме тука. Не знам што би кажал, брат, за Минесота Феникс, освен едно што е очигледно е дека гледаме феноменална одбрана на Минесота, ги добиваат утакмиците со одбрана. Да. Што нас изненаđујучи е како ние двајцата рековме дека Феникс. Гобер нема да може да остане на терен. И тоа, да. Не само што си останува, он игра највеќе од Минесота, што е за мене буквално mind blowing е. Ама го видов и свича на Дурант по време. Сите свичаат на све. Сега тука ми е мене малце чудно. Дурант, брат, си ги зима неговите шутеви. Не гледам нешто што е така специфично направено, него да му засмета или да и Конли менја на него, Макдениелс менја на него. Добро, Дурант си ги имаше поентерските негови партии, ама овие другиве двајца потфрлија. Па не сум сигурен, брат. Не сум сигурен. Букер и Бил потфрлија. За толку плитка екипа, колку што е Феникс, Феникс е тие Big 3. Немаат, им се повреди... Да, клучен играч во Грейсон Ален. Грейсон Ален се повреди, клучен играч. Out of the series ке биде. Да, 2 пати го повредил истиот зглоб и лошо ќе видиме. Ама, што знам, според мене, нити Дурант, а другиве па Ич, не ми се некако на висина на тоа што треба да бидат. Брат, 18 поена има KD, 6 од 15 у втората. Па добро, лошо такмица во втората. 6 од 17 Бредли бил, 6 од 13. Го слушна, они го имаат KD, ама ние го имаме Джейден Макдениелс. И Джейден Макдениелс изгази втората. Он имаше највише поени. Да. И одбрана дечкото гази. Кој ти ова Big 3 со 20 поена, 18 поена и Бредли бил 14 поена. Две утакмици, само на папир. Две утакмици не поминуваат стотка. Да. А они важат за едниот не можат да стигнат до стотка рафалните екипи. И најшутарска екипа. Кога ги видиш и Минесота, брат, ја ги гледам на пример, ја гледам утакмица, има стречови кај што ни они не можат едноставно да не им иде, не им фаќа шут, не може да се дае кош, ама Минесота има толку јака одбраната, уствари двете утакмици кои ќе видиш беа решени со еден ран. Да, у трета четвртина. Да. 2 пати го решаваат на исти начин. Да.
гледаме дека апсолутно одбраната пренесува од регуларна сезона до прва утакмица плейоф, втора утакмица плейоф, исто се игра како по шаблон. Се пак ќе кажам, во Феникс не можам да ги исклучам овие тројцава може да дадат 50. Можат. На секоја утакмица може било кој да ви даде 50. Можат, ама у плейофов друго е. Ја не гледам дека некој од нив ќе експлодира оваа серија. Па јас затоа ти кажав за Мини Дурант. се прва одбрана у Се лига. фокусирав на Дурант затоа што знам он над секој може да земе шут. Дали прават нешто толку што го лимитираат? Не видов. Стварно не видов. Еве, ајде, моето око не е да речеме. Ја ќе се премислам, кажавме двајцата Феникс на Пак почеток. кажавме. И 2-0 импресивни две победи. Едвардс гледаме дека не му е уопште страв да иде и против сите и против и Дурант и хајпнате. Него му е омилен играч покрај останатото и Втората и он немаше во добра дуелите партија. немаше добра партија, ама клач тоа му имаше еден кош преку Дурант и он сами откажува дека ова преку Дурант му е најакото нешто животот што му се десило, дека едва и чека. За колку што мислев дека ова ќе биде онака шутаут, баш дека ќе биде надпуцавање, серијава апсолутно не е така, баш е обратно, дури лоу скоринг е и сето тоа, што е изненаđујучи. Ја ќе мора да кажам Минесота у 6 се, со најновиве дешавања. Не би Ти сменил. мислиш дека ќе... Па не можам сега да сменам. Јеби ga, аз сакам да ги видам у Феникс. И Мене исто ми е многу голем минус за Феникс што го изгуби Грейсон Ален. да. Па нема 46% кој за сега трети уште го губиш повеќе играч. брат можат одбраната да ја фокусираат на нив. Да. Едноставно не стречам од никој. Ройсон Нил и Ерик Гордон. Ерик Гордон, знаеш дека и не ни добиваше претходно ни многу шанса од кога се Па сега повреди. ќе добие, да. Ален 23 минути еве на вторава, ама гледам вака кога гледам, не го гледам на терен. Сега ќе мора да игра он. Ройсон Нил, Дру Јубенкс и Ерик Гордон, таа е ротацијата, да. Добро, ајде наредна серија. Чекај, ја да имам едно излагање Ајде. за моите омилени од Твоите омилени 2-0 водат. Не, добро, не мислев за нив, не мислев Не за нив. Никси? Да, не мислев за За омилените на западот? Не, мислев за симпатичните. Ајде да, така. за Пеликанс. Ајде. Да го спакуваме. Па не за Пеликанс. Треба и гледачи 3 години со овој човек Тај работеме и се аут. уште не знаеме зашто се работи, не може да те прочитам. Добро, јас имам симпатични екипи, многу Па, што сакам да си Нјујорк гледам. ти се омилени, а Пеликанс ти се симпатични. Индијана ги Индијана фурам ти се сега. симпатични, Ги бе, бирам да, у бе. серија против Милвоки, не Да, зезе. бе, да, и они докажаа дека ти држи вода твојот избор. Они докажаа дека многу им беше страв првата утакмица. Првата утакмица, драги гледачи, може да видите на хитчек видео, ја такви бунари, такви брикови неам видено. Значи само табла, шутира и бау, само се пет одни. табли има. Викам, што се деси, еј? Што ти се вика трема? И очајна прва утакмица, али покрај тоа направија еден као мини камбек таму од 20 кусур, 27-8, јас малија до 12 разлика дојдоа, до колку дојдоа, не знам. Да, малце се врати. Не беше едноцифрено, ако не се лажам. Не. Али викам, окей, ајде да ја видам втората партија. Втората баш Индијана Пейсърс кошарка оваа сезона. Тие 4 утакмици што ја ги изгледав, 3 или колку беа, не знам, во текот на сезона, еве, ова беше тоа. Викам, Трчање, шутирање со самоодбрана. слободно играње, буквално слободно играње. И сите даваа кошеви онака, сите даваа тројки. И Да. овој што не го знаев дека постои до пред Шепард. некој Шепард, викам Немхарт, Нисмит, тој и Шепард, викам кај беше овој Шепард да се и тој се изнадава кошеви. А рачунај, Лилард пак почна многу јако. Да. Лилард првата утакмица Unconscious. многу луда. Што првата 35-ту, прво, второ полувреме 0 поени. Па ма не требаше бе брато, Не ти доа на требало. 30 разлика. Што да Другите ја држале играта, а сега у втората исто 26 како беше Да. у прво полувреме. да. Исто луди тројки. Ама не ми текнаш на крај со колку заврши. Исто 32 мислам дека имаш. Аха. И не знам, Ама Индијана пример Индијана ја доби у трета више утакмицата и овие не ја намалија ни до 10 не стигнаа Да. после тоа.
Да. И Индиана за мене, тој home court за мене е еден од појаките заедно со Оклахома, заедно со Нью Орлеанс. Сите го, Далас исто, сите го фураат Нью Йорк Гарденот ке гази. Гарденот е така да кажам најизвикана и стварно се ствара добра атмосфера, ама Гарден знае многу и шминкерски да се понаша со глумци таму прв ред, што не име гајле како ќе заврши. Многу беа хајпнати на прошлата овие јавни величности, погото бивши кошаркари. Добро, ќе стигнем и до таму, само да поентирам за home court-от Индијана очекувам да рока. И обожавам серијата која се пренесува од едниот град во другиот. Првата утакмица, првите 5 минути се пекол. Да. Пекол и едва и чекам. Нема да е вечер, него ќе биде утре. 11:30. Погодно време за гледање на првите 5 минути, барем за гледачите што нема да седат до крај. Не. Ја и како ќе си ја изгустирам. Да. Добро, сега може на омилените да се пребациме. Ајде, има излагање и за омилените. Па нема многу што да имам излагање, искрено, знаеш зашто? Тешки утакмици. Кратко само ќе поентирам, па ќе ти дам на тебе, брат. Поготово втората се извадија. Не сум нешто многу. Ембит со пола снага игра. Не може да игра. И па се тука. Пак се тука. Не знам, да и беше... И он е самоуверен као Дило дека ќе ја добијат серијата. Да, и он е шо... Изјави он дека... Мислам дека немаат снага, ама еве, ми кажа за Њу Йорк дека толку е силата. Сега се гураат до последна секунда со Индијана, на која... Со Филаделфија, на која главниот играч, што е MVP претендент, име со 50%. Со една нога. Да. И што знам, еве, може ќе ја добијат серијата, окей. Абе глеј, ја на Никси одбрана, јам да кажам дека Брансон пример играше 2 лоши утакмици. И не верувам дека он ќе има... Наметнато беше тоа од Добро, Фили, ама да не гледам дека он ќе игра лошо до крај. И очекувам од него да дае 35. Добро, може една да им добие у Фили, колку што ќе треба една да добие, можно е, да. Ама пак ти викам, ете, да, ќе ја добијат серија, ама во големата слика, дали? Ако гледаме, да. Не, и таа како Далас Клиперс, и таа може да видам у 7. Зарем, од 2-0 мислиш до 7 киле? Епа од една страна викаш Брансон ќе добие, викаш една у Фили, а... Не, ја сум паза Никс дека ќе добијат. Сега 7 дали ќе биде или 6 дали ќе биде, ама ќе направат интересна серијата, сам да кажам, Филаделфија. Занимливо. Сам да кажам дека ќе направат интересна серијата, ќе има неизвестност. Во ред, толку ти викам, кратко имам за Никс, немам многу што, затоа што... Многу јако играат, брата, Харт и Ди Винченцо. Харт и Ди Винченцо играат јако, ама можат и уште појако. Пола од тоа е диктирано од фактот што не може да пркне Брансон. Брансон ги разигрува нив. Па добро, ама Харт ја игра најдобрата кошарка у кариерата, моментално у плейоф. All around, да. Он е all around играч секако. All around, ама тројки гаѓање вака како... Епа за мене тоа е, како да кажам, бонус. Не очекувам од него да ги погоди. Бонус е. Али да, мора да... многу со срце. Мора да ја спомнеме сега, не може да ја рипнеме најјаката утакмица до сега у плейофот. Да. И у историјата на Никс ке влезе ова. Ненормална завршница. Многу луда завршница. Во истата вечер Лейкерс исто со кој изгубија гейм уинерот на Марей и Никси. Па брат, најака вечер у цел плейоф ки испадне тоа. Ја не гледам по-лудо нешто да се деси. Мислам дај Боже драги гледачи. Шеток у 30 секунди колку таму 5 поена на доместија. Ја уште се опоравувам. Не можев да заспиам, очо ми лупаше срце на Њу Йорк. Да. Па останав да ги гледам и Денвер. Да. И пошто останав да ги гледам у Денвер. Зема данок. 15 до 7 си легнав. Ајде на работа, ајде, уште затоа нема подкасти, драги гледачи. Да. Не можеме да фатиме одмор. Ама еве, добро, флу гейм ки изиграме сега. Кои ни остана таму? Кои серии ни остана? Стиснеме заби. Брат, кои серии? Кливленд Орландо нема да ја коментирам. Таа не се гледа. Скапаните нека пише тука у коментари кој гледа Кливленд Орландо. Некој фан на нека ни пише. Антонио од Охрид, да го поздравам, он е на Кливленд фан. Пиши, брату, што прават Кливленд, како ќе ја добијат серијата у 6.
една мала тајна вака за драгите гледачи како го издржувам ја ова темпо, додека иде Кливленд Орландо, ја мала дремка правам од саат и пол до 2. Да. Посем работа, таа е прва секојаш е од 1, ја дремнувам за таа утакмица за да можам другите играми да останам смутиот целер. Да. И седење на цементот никако, слушате. Па ништо брат од Асал Ниве ни остана уште Thunder Pelicans. Да. Сега таа изработивме денес. Сега спомнавме дека што знам, не може да се носат со Шеј и со Холмгрен за мене. Ама две многу различни утакмици. Од првата и од втората. У првата утакмица Пеликанс покажаа дека имаат нешто игра против Оклахома под кош. Валанчунас, Лери Ненс па доминираа со скокови, па има in the paint разлика за добива. Језда изгубија утакмицата. Тоа не беше многу изразено, ама они водеа во еден период од утакмицата. И пример до трета четвртина негде беше поизразено. И на крај дојде тука негде. Пак имаат предност и во скокови и во поени во рекет, ама у вторава утакмица на пример скроз диаметрално и као ги отворија на некоја друга игра, што не ја играа у првата. Глеј брат, Валанчунас оваа партија ја почна гейм 2. Пак имаше 11 поена имаше у серија во прва четвртина. Сам да кажам дека он офанзивно доминира, нема кој да го чува, ама неговиот проблем е дефанзивно. Еве, стававме и во видео, брзи му се, Чет Холмгрен, Пикен, Попови прави, кај што не може да стигне Валанчунас. Па исто тоа, сам да кажам дека у првата утакмица, пример, не го игра Оклахома тоа. Дали пошто прва утакмица млад тим нешто неискусно. Ја би рекол таа цела прва утакмица исто како беше за глич. Индијана што рековме. Нема, никој нема играно плейоф таму, Шеј има како млад во Клиперс и со CP3 играше он. Да, со CP3 играше во Оклахома првата година, ама друг никој не бил он лидерот. Да. И да, интересна е ова да се гледа оваа млада екипа како се кали буквално сега у овие моменти. Они се као Минесота пред 2 години моментално. Точно. И еве им се погоди што Зајон е повреден, а Инграм се враќа од повреда. Тоа треба да се каже брат, Инграм многу очајна серија има, ама се враќа од повреда. Не знам, не можам да осетам колку е он здрав. Кај што Ембит го гледам, очигледно ми е дека не е здрав. Со руките на колена, изморен на неколку пати. Ваков пасивен Инграм на мене не ми е, да речеме, свој. Што е тоа од повредата, што е тоа од него, не знам, ама у секој случај им се погоди на Оклахома сега, тоа е тоа, заслужено први заврши и еве се, играат со малку послаб противник, дали од повреди или од... Добро им испадна, како можеше да им испадне на нив, да добијат некој као Феникс или као Лейкерс? Па како смо се надали, лепо смо се удали, работа испадна, да. И еве ги сега се 2-0. Ама можам да ги видам Пеликанс како зимаат утакмица, а може би и 2 дома. Би било интересно. Да ја земат првата, би било интересно. Да, и у нивната арена знае да биде паклена. Да. Тие помалите места, особено се... Па се живее за тоа. Знаеш као у Свети Николе, брат. Ја кога судев утакмици, у Свети Николе ми била најпаклената атмосфера што сум имал на утакмица на втора лига мажи кошарка. Таму градот тоа нема што друго да гледа. А ти Свети Николе втора лига кошарка, пуна сала. Дечко, губат 20 разлика, се враќаат на 10 стигаат, јас свирам една неспортска таму против нив, кога ми на васа, фрлање со мастики, со парички, со плюкање, со леле дечко, полиција, едва излегавме од сала. Помало место, у Скопје немаш таква утакмица. МЗТ, гледачите ти се на 20 метара од тебе. Немој да не те сретнат на искачање фемили се. Јас сум фемили, нема везе. Јас сум фемили од дете. Драги гледачи, фемили е стварно. Фамилиарен човек со жена со дете. Немојте случајно да го рачкате. Има идено и утакмици. Јам играно на утакмици. Добро, сума сумарум до сега ќе дам малку underwhelming беше отварање на плейофот со таа луда вечер Њујорк и... Како underwhelming сега кога кажавме толку јаки завршници и апсет Мајами и...
game wineri и лудници, ти underwhelming. Ја overwhelming би рекол дека. Што знам, ја очекував повеќе борба, со оглед на тоа што фалат многу супер звезди, као Зајон, као Антетокумпо, као Батлер, као многу супер звезди фалат, а пак имаме јаки утакмици. Добро, јаки, секако ќе имаш јаки утакмици, нема врска. Али добро е отварање, 2 утакмици, први 2 се. Да. Окей. Дај, ќе правиме ли некаков план што ќе правиме со распоредов? Со кој распоред? Ќе најавуваме ли нешто, кога ќе се јавуваме? Не знаеме, драги гледачи, што да ви најавиме, дали ќе имаме... Денеска беше и Божј ден, 2 утакмици само, од кој едната беше blowout и видеото го извадивме побрзо. Тоа е вака еден куриозитет да ве внесеме позади кулисата, да видите што се случува во одаите на Хитчак. Али тоа диктира моментално. Да. Кога ќе има полабав плейоф ден, ќе не видите и нас. Да. Али ќе гледаме што е можно по денес идеме без игричка. Да, не, плейофов ќе го идеме без игричка, тоа ќе биде тоа, да се дадат суво. Ајде гостин да најдеме, ајде. Гостин? Ајде да го најавиме првиот гостин. Не најавуваме ништо, не ме заебај што. Ајде ти исконтактирај го. Драги гледачи, ајде ќе потегнам некој врски, некој гостин да дојде тука многу јак. Спектакуларен, да. Да, ќе видиме што ќе биде. Може да се одјавуваме, фала на поддршка. Peace out. Се гледаме.